Ненадминливите корисници на зборовите демократија, независност и цврст став, чиј единствен успешен политички дострел е квалитетното менување на партискиот дрес, реагираат емотивно кога ќе бидат споредени со ластовици, ама не како символи на доаѓањето на пролета, туку како репрезенти на бегството во потопли краишта. Да сакав да прелетувам од едно на друго место, немаше 3 години под тензија да го држам таа собраниска говорница и да бидам жестока опозиција. Ако сум го напуштила јатото, уште еден доказ дека сум морала да го напуштам со луѓе како вас кои упропастија опозицијата. Таквите лепенки не им доликуваат на вистина, бидејќи граѓаните се свесни и знаат многу добро за каков пратеник стануваше збор. Молам за внимание. Во очите на оние од чие јато прелетале во другото е разбирливо да се буди чувството на презир, особено па ако се припаднички на понежниот пол, кои умеат и до најситен детал да ја опишат не само политичката, туку и физичката трансформација на тие ликови. И се би било во ред, ако тие сега веќе јасни чувства не биле премолчани во моментот кога се појавила тронка сомнеш, туку веројатно за таквиот изглед се делеле и комплименти. Погледнете Елизабета Канчевска-Милевска како изгледаше пред 11 години. Зборуваме аутфитот, низната гардероба, аксесуарите и денес. Ако некој може да си дозволи чевли од над 500 евра, тој не е спремен да лежи во Идризово за такво нешто. Тие пак чија единствена мисија е да се изборат таму да не одат оние што заслужуваат, почнуваат да ги менуваат ставовите почесто дури и од премиер. Убедени во неуспехот на големиот процес, преку кој се негува илузии за враќање на позиции со кои ќе биде остварена примарната задача, тие ревносно се нудеа себе си како поербапи, поентирајќи дека имаат посаглам алтернатива. Јас сум апсолутно убеден дека може да се постигне подобар договор од овој со Грција. Сега е веќе само минато време, не мислам дека веќе можеме да имаме подобар договор. Тоа признание не е толку лошо, но само ако некој од партиските функционери е координиран и брифиран. Оти не е во ред, кога подпредседателот го ставил тоа ад акта, по ниските ешелони, се уште да го користат како аргумент на јавни дебати и да калкулираат дека им носи политички профит. Теза која и времето и партијата веќе ја прегазила. Се потврди тезата која ВМРО ДПМН ја говореше последниве месеци дека е можно да се постигне подобар договор. Значи сите ние кои застапувавме таа теза бевме малте исмевани во јавноста. Можеби затоа е добро да се знае која е навистина стратегијата, бидејќи таа има сериозна публика која очекува конечно да чуе јасен политички став, платформа и позиција, без таа да биде изградена врз база на ефтин популизам и желба за додворување до гласачите. Процесот е долг, месеците се пред нас, стратегијата нормално ќе нивелираме во зависност од потребите на јавноста. И на крајот, кога сево партијата зависи од диктатот на јавноста, не од решителност и од важноста понекогаш да се заземе позиција која неа нема да и се допадне, тогаш е нормално да се земе предвид и ставот на коалициониот партнер, кој изгледа може многу да помогне во изградбата на надворешно политичката стратегија. И таму повторно како идеолог и како член се појавува Збигнев Бжежински, кој ја го гради тој систем на глобализација само преку омраза кон Русија и кон православието. Тоа ќе рече Македонија се најде на крстосницата, се најде во центарот каде што се сечат. Тоа што светот се врти околу Македонија, тоа секому му е јасно. Прашање е само дали и таа конечно ќе сврти на кај него, оти на крстопатот, за прв пат и свети зелено. Ако помине, веќе никој не ќе може да ја сече.